Здраво до сите, денеска ќе збориме за тастатурава. Ова е Cerberus Audacius, класичен тип на тастатура, тако звана мембранска. Значи, доколку историме вода, сок, алкохол или што било врз незе, нема ништо да ја биде, туку ќе се исцеди само од незе. Еве како изгледа самата тастатура. Како што гледаме, има класичен дизајн со малце модерен шмек. Има мултимедија дугмиња овие горе. Програмските дугмиња се од F1 до F12. Има функција за 19 дугмиња анти-ghosting, што значи доколку притиснеме 19 дугмиња одеднашка, пак ќе ги регистрира сите, како да сме ги притискале едно по едно и ќе ги изврши нивните функции. Димензии нејзини се 47 см дугачка, ширина е 18,5 см и негде 4 см висина. Доаѓа со 2 метра USB кабел, класичен USB кабел. Како што кажавме, значи оваа тастатура е мембранска, што значи лесно се вадат дугмињава и поради тоа лесно е исто и за одржавање. Како што гледате, класично пластично дугменце со гумирана некоја основа од озгора. Доколку беше механичко, ова ќе беше исцело ова пластичево и ќе беше на самата тастатура. Лоша работа кај механичките, доколку се зезне дугме, тешко е за поправање, зашто се залемени за самата плоча, а ова може да се замени. Интересната работа, како што кажавме кај оваа тастатура, е тоа што трпи нешто да биде истурено врз неса. Тоа попосле ќе го истестираме, ама и да се облечеме да видиме како изгледа однатре. Како што гледаме внатре си е класична тастатура мембранска. Еве силиконот со електрониката. Еве металната подлога на одоздола, што ни додава некоја тежина и некој осет за поголем квалитет. Електронската плоча. Тука се исто и LED диодичките. Убаво осветлување дава тастатурава, иако има толку заштита, некој би помислил дека од премногу заштита ќе се изгуби јачината на светлината, ама браво, Asus избрале убави диодици, се надевам дека ќе траат. И како што гледате, нема ништо сложено на незе, нема функција за плюс USB-ња да се додаваат или аудио како што имаат некои од тастатурите, класичен дизајн. Ова е нештото што не е класичниот дизајн. Ова целото што го гледаме, белово, ова е на еден начин како корице, водичи, како што гледате на штипки се држи. Ева може да се извади. Доколку сакаме убаво да ја прочистиме тастатурата од кога ќе истуриме нешто. Ете ги дугмињата, овие се тие дрейн портовите, такозвани цевките за цедење. И толку. Едноставен дизајн, функционален, се надевам дека и долготраен. Продолжуваме со тастатурата у нејзина пракса. Значи, вака изгледа црвената боја. Ова може да се регулира со помош на function дугмето, што е тука лоцирано до дугмето за светлина, и page up или page down. Значи, за да смениме боја доколку сакаме, имаме втора опција плава боја. Одржиме function дугмето и стискаме капслок. Трепнува 2-3 пати, за да ни каже дека ја пребацува таа боја и таа ќе биде главната сега во моментов. Ова е значи со светлина од сијалица собна. Ајде да видиме во темница како изгледа. Убаво, читко све, малце ме нервира овој мал детал. Може ли да направи да биде без бојата, да ги извадат тие LED диоди? Тие не се оние класичните за индикација дали ни упален намлокот, капслокот или што беше тоа таму, скрол.
или што и да е. Да видиме црвената како изгледа пак. Што мене искрено многу ми е побитна таа. Други работи кои што гледаме, не свети горе што пише Asus логото, туку свети само Cerberus ова доле. Ми одговара ова зашто по-усклоп ми е со остатокот од системот. Друга работа, има модови, значи има статичен мод, она класично од современа свет, има breed mode, значи function и ова за сијалица. И почиње да пулсира, демек. Ево така како би изгледала плава комбинација. Function сијалица. И статично. Сега идеме до интересниот дел на тестот, што значи треба да ја потопам со вода. Мислам дека се спремивме за интересниот дел од видеото, значи тестот со потопување на оваа тастатура. Отворивме документче, еве го, куца ваму нешто, бла, и сега да видиме што ќе прави кога ќе истуриме вода врз неса. Значи, како што гледате, свети, работи. И окей, мислам дека е доволно. И како што гледате, си куца тастатурата. Еве паралелно. Еве ќе смениме и боја на незе. Гледај, ова ми олесна искрено и на мене, зашто јас ја купив ова, така да ако си ја потопев, ќе ја испаднев огромен идиот. Да ја исцедиме целосно тастатурата, како што гледате, на више си се цеди. Ама за да ја исцедиме целосно, само еве, ќе подигнеме. И еве и овие портовите од каде во нашо се цеди. И тоа е тоа. Пак да си го вратам ја на моето на црвено. И тоа беше, мислам, интересниот дел на веќе од видеото. Иначе еве водата, еве си тастатурата, како што гледате жива вода е она уште. Малце да кренеме за да покажеме повторно дека си пишува без никаков проблем. Така да се надевам дека ви беше интересно видео, се гледаме у следеќо. Чао!